Лица со возраст под 18 години немаат право на посета. Ова е дел од членот 35 од Законот за угостителска дејност, кој предвидува дека малолетни лица не смеат да влезат во кабаре, категорија под која бил регистриран и Пулс во Кочани, каде загинаа 59 лица. Да била испочитувана, 6 малолетници немаше да бидат меѓу жртвите. При тоа законодавецот предвидел надписот за забранет влез на малолетници да биде истакнат на табла на видно место со димензии 20 на 50 сантиметри. Да видиме какви други одредби се предвидени во овој закон и во правилникот за исполнување минимални технички услови за извршување угостителска дејност. Нема прецизно разграничување што е кабаре, што е дискотека, ноќен клуб, но се предвидени одредби кои треба да бидат исполнети за да можат да функционираат. Во членот 6 од Законот за угостителска дејност е наведено дека угостителот мора да обезбеди согласност дека ги исполнува условите за јавен ред и мир и безбедност во сообраќајот. МВР проверува дали условите се обезбедени. Кабареата и дискотеките мораат да работат со обезбедена лиценца која според премиерот во случајот на Пулс била фалсификувана и издадена за мито. Најголемата разлика околу лиценците се однесува на цената. Например, лиценца за кабаре може да се обезбеди и со 2500 евра, додека за дискотека треба да се платат и до 10.000 евра. Висината за цената на лиценците ја одредува Советот на општината. Лиценците траат 1 година. Угостителот поднесува барање за добивање лиценца. Во барањето наведува дека под полна морална, материјална и кривична одговорност објектот ги исполнува потребните услови. Лиценцата ја издава Министерството за економија. Работното време за кабарејата, дискотеките, ноќните клубови варира во зависност од тоа дали се работи за викенд, празник, летен период, нова година. Главно започнува околу 20 часот, а завршува од 4 до 6 часот следниот ден. Во правилникот предвидено е објектот да има простор од 0,8 метри квадратни за секој гостин без просторот за опремата. Тоа значи дека Пулс, за да ги приме околу 1500 гости кои биле присутни вечерта, требало да има 1200, а не 500 квадрати. Треба да има клима уред кој го менува воздухот 20 пати во еден час, да има и најмалку еден излез за капацитет од 100 гости и најмалку по уште еден помошен излез за 200 присутни. Обвинителството веќе излезе со став дека Пулс не исполнувал и други стандарди предвидени исто така со правилникот, не поседувал хидранти и имал само една врата за излез. Надлежните веќе затворија повеќе објекти кои имале истечени лиценци. Воопшто не ги поседувале лиценците за работа или имале лиценција, а не ги исполнувале општите услови.